Трансферот за обештетување на осигураниците, чии средства не биле префрлани во вториот пензионски столб, почнува од денеска, а првата исплата ќе опфати 4926 осигуреници. Како што информираше министерката Мила Царовска, покрај првата исплата на овие осигуреници, задолжителното префрлување согласно новата законска регулатива на 11319 членови од вторите друштва кон првите веќе тече. Двата трансфера треба да завршат до крајот на месецов. Царовска викендот обелудени дека на 12.000 осигуреници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се во двостолпниот пензиски систем, повеќе години не им биле префрлани средства во вториот столб, пошто вчера Министерството за труд и социјална политика достави кривична пријава против непознат сторител до основното јавно обвинителство. Покрај пријавата доставени се сите документи од анализата на пензискиот систем, со која се откриени неправилностите при распределбата на средствата. Фондот на пензиско инвалидско осигурување пак вчера преку соопштение наведе причини поради кои, како што вели, не се распределени осигурениците во вториот пензиски фонд. Според анализите, најголем број нераспределени осигуреници се осигуреници на кои приемот во осигурување не име во период од 2003 до 2007 година, а не од 2009 и 2010. Ненавремената распределба на осигурениците, велат од фондот, исто така се должи и на честите и брзи законски измени, што предизвикаа дестабилизација на процедурата за зачленување и распределба, како што бил случајот со измените на законот со кои договорите за дело се воспоставија како основ за прием во осигурување, како и измените на законот со кои се предвиде ослободување од плаќање на придонесите за определен период и определени осигуреници. Од вкупниот број на околу 12.000 нераспределени осигуреници, за повеќе од 4.000 осигуреници воопшто нема уплата на придонес од страна на работодавачите. За нив е евидентиран само прием во осигурување и за нив нема последици во однос на сметката во вториот столб, бидејќи немало уплати на придонес. Мора да се потенцира дека сите нераспределени осигуреници во вториот столб се евидентирани како осигуреници членови само на првиот столб и нивните уплати на придонесот се користени за потребите на фондот, како што се користи и придонесот кај останатите осигуреници, кои според законската регулатива се членови само на првиот столб, информираа од фондот за ПИО. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС вели дека ќе ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во соодветните пензиски фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата.